малото чудовиште. Беше тоа долг ден во земјата на играчките, а Ноди што туку завршуваше со својата последна испорака. Здраво, Ноди! Испорачавме доста работи денес, автомобилче. Ова е последната. Не туркај ми ја главата. Немој. Но навистина е многу смешно, гледаш? Не. Ти си вистинска немирка. Аз знам нешто што ќе биде навистина смешно. Мојата нова батериска лампа. Ова Марта понекогаш знае да биде вистинско чудовиште. Што е тоа, Ноди? Чудовиште? Знаеш, кога бев дете, бев шампион во раскажување приказни со чудовишта. Навистина? Исклучи ги светлата, ќе ти ја раскажа мојата најдобра приказна. Приказна за чудовишта? Колку добра шега ќе биде ова. Ова јаже ќе го држи Ноди, додека неговите тркала се вртат во место. А потоа кралот на темната шума толку се разлути што реши да смисли напивка што ќе може да го претвори во ужасно чудовиште како ова. При тоа, тој реши да го следи малиот кепец до дома и скокна врз него. Ноди, оваа глупава приказна не ти сплаши, зарем не? Како мене? Ни трошка. Чудовиштата се само во нашата фантазија. Добро, време е да си одам дома. Нема од што да се плашам, се надевам. Не се плашам, не се кријам, јас сум си силен, не се плашам. И изгледам исплашено, тоа е само глума, тоа е чист факт, дека не се плашам. Боже, што беше тоа? Чудовиште кој сака да скокне врз мене и да вика бу. Ова ќе биде мојот најдобар трик до сега. О не, чудовиштето се држи за мојот автомобил. Ова не требаше да ми се случи.
Каков беше тој ужасен звук? Некој е скршил лампата. Слушаш ли, автомобилче, чудовиштето упорно ме гони. А плюс тоа и невидливо е. Подобро да не се опираме, автомобилче, чудовиштето ќе ме фати. Наоди, чекај, застани! О, не, чудовиштето ми го знае името. Тоа ми е за петици. Ете, се е подготвено за големата распродажба утре. Кој би можел да биде во ова време? Бегај од мене, чудовиште! Какво чудовиште? Поминувам. Моите стопала се уморни, ѓаволко. Цело време ќе одиме пешки до дома. Може би не е, матко. Овој звук веројатно е од Ноди. Може би ќе го изматкаме некако без пари да не вози до дома. Застани, Ноди, ни треба возење. Не можам, ме брка чудовиштето. Какво чудовиште? Направете пат, поминувам. Матко, ајде да си спиеме ноќва на овој симпатичен, комфорен тротоар. Тој не е невидлив повеќе. Каде да одам по помош? Господин Тромавко, тој знае што да стори со чудовиштево. Мора да постои некаков одговор за ова. Звучи како некоја неволја на улиците во градот на играчките. Застани во името на Тромавко. Што е се во ова, Ноди? Некакво чудовиште ме брка и прво беше невидливо, а потоа веќе не, потоа тропа со некакви канти и така решив да ве побарам, а потоа удри во мојот автомобил. Ова ли е тоа твое чудовиште, Ноди? Стар, држаш за ламба? Но како можел да ме брка? Изгледа некој сакал да се пошегува со тебе, Ноди. Простете, господине Тромавко, тоа беше само шега, не мислев ништо лошо. Марта, ти треба да знаеш подобро. Да, погледнете што ми се случи. Да, но немаше да имаш доколку твојата фантазија не започна да бега од страв заедно со тебе. Не постои страшното чудовиште, Ноди. Простете. Простете. Се тоа е по моја вина и токму затоа би сакала да подрасчистам малку. Чекај ме, Марта. И јас сум помалку виновен. Ке ти помогна. Навистина? Ти благодарам. Уште една добро завршена задача, Тромавко. Тоа си го велам сами од себе си.